Челос, jel svi znaju ko su tu Челос i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Hvala, ima vas malo, ali to... Ne, ti tu Челос su meni sve, svaka čast, radite šta radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi baba sviramo, bla 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 bla, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga... Vidi ga, what fuck, nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Дека СДС со српската опозиција страстно се гушка. Опа бато, со српската опозиција не шушка, туку грми. Знаете ли дека на 26. јануари 2026 година имало тајна средба во еден хотел во Скопје. Хотел во Скопје, во центарот на градот. На која што тајна средба. Тајна. Толку тајна, сладка како лајна. Се сретнале представници на СДС. Со поранешен советник, да кажеме, на шејкот од Дубај, лицето ЗЗ, кој е класен раководител на лидерот на СДС. Ама не биле сами тие, Имало уште двајца блиски, многу соработници на лидерот на српската опозиција. Се испоставило дека се тоа експерти за пиар и комуникацијски стратегии, за медиумски стратегии, ширење на дезинформации насочени против ВМРО ДПМНЕ. Гледате зашто народот рекол во лагата се кратки нозете? Ај се вака сетете се наназад. Колку време, колку долг период СДС ја полни главата на македонската јавност дека ВМРО бил српски свет. Дека му се клањале на Вучич, тоа српски свет, сатани. Орбан, сатана. Британците, сатана. Кинезите, сатана. Русите, Путин, дупла сатана. Арно, ама умеѓу време, овие да ти поставиле и центар у тој хотелот, кај што биле сместени овие представници регионални, да кажеме, на српската опозиција, од каде што се ширали информациите. Така се шушка, а не дека знам, ама многу се шушка, дури грми. Не е дека баш само се шушка. И од тука раководеле све. Витекно и на она што ви го кажев, она кој скочија жениве на СДС, тоа со... Не можам пак да направам, па ми паѓа средниот прст, она која правеа со црвените раце бутнати у боја вака. Па ми паѓа прст. Не можам да додам, тоа е неуротична некоја кај мене состојба, патолошка, дигнам раце, одмава вака ми паѓа. Витекно е на тоа. Па тоа не беше копи-пейст од опозицијата која протестираше во Србија по повод, нели, падот на настрашницата, оној трагичен настан во Нови Сад. Бар нешто ново, оригинално да смисля. Не! И тоа, значи, видите, тука
И тоа некој им каже, дај употребете го, интересантно е, нашиве што го употребија горе у Србија, можете и вие тука у Македонија, сега е прилика добра, знаеш, да се офира, да се компромитира власта. Значи, она што го зборев тогаш со ова рацет, да, тибам. Секојаш немам контрола на средните прсти, ми паѓаат. Не можам да ги додржам. Добро е само прстиве средни која паѓа. Да не паѓа друго. И тогаш кажа, ова е копија Джоа Канва, српска опозиција. Еве го, се шушка, излезе на видело. Точно дата, ден, кога, каде, место, локација, мрмр, кои луѓе се не ги спомнав по имења, се знаат и луѓето. Има и презиме, се знаат кои биле на таа средба, рецимо. Пичко, и сега шу правиме се? Шу правиме се? Сега како ќе се правдате дека пред меѓународната, пред българите, пред Европска унија, како ќе се правдате сега дека вие не сте српски свет? Овие од кој свет се шо комунициравте? Шо барате помош, логистика за ширење на дезинформации, лаги, да ја труете македонската јавност како ВМРО биле никакви, вакви, онакви, а? Шо правиме се со ова? Сега како ќе се вадите? Не ви е добра работата, ич таму. Ама ич, вие сте пропалитети. СДС. Класични пропалитети. Што е да направите? Вас реалноста, фактите ќе ве демантираат многу брзо. Затоа што ништо оригинално не можете да смислите. Затоа што немате, како да ви кажам, автентична, немате гориво, опозицијско. Немате за што да се фатите, за да бидете права опозиција. Вие измислувате тамо кај што нема, измислувате наративи, лажни се гледа. Сега со чија помош? Само требало, не требало да се зборува негативно, да се загадува медиумскиот простор у Македонија, да се труе јавноста. И се што правиме со ова? Не знам, ќе го демантирате, како ќе правите, што ќе правите. А само ви кажав што се шушка, а ваше е да видите што ќе правите со тоа. Вистина е, не е вистина. Па ако велите дека не е вистина, треба да излезете јавно сега да кажете не е вистина. Ама шо па некој друг, па ако ви излезе па со фотки, со аудио докази дека тогаш сте нафркале ко жути мрави. Нема тука. Многу заебано. Влагате, многу длабоко влагате. Многу длабоко, без гума за пливање. Без овие како се викаат, што се ставаат на вакво. Пепирутки, како ги викаат. Лептири. На српски свет лептири ги ставили тие. Шо правиме се? Како ќе се вадите? Постои едно правило за особено за глумциве, у принцип, глумци, стендап комичарова, кога немаш што да кажеш, подобро не излегувај на сцена. Оти ќе те осета дека не си автентичен, дека си фейк, дека си лажен. Боле седи си таму у мракот, у партерот, никој да не те знае. Таа грешка ви ја правите основна. Немате што да кажете, немате автентична подлога, гориво, опозиционерско, и се што правиме, ќе викнеме експерти од странство, и тоа не од секое странство. Мене логично ми беше од Бугарија да викнете експерти, пошто не ви сте тога, вие бе од српски свет, а цело време ВМРО ги обвинувате за српски свет. Па не иде, мама да му ебе матер. Што не иде? Многу е. Иако од вас многу е. А има некој може тоа го следи, го прави. Па ќе ви излезе вака со информации, па после леле, шо ни требаше? Па шо ви требаше?
после на дуење нема кање. И така, баш ме интересира дали ќе излезете со некаков демант. Многу ме занима. Многу се само утепавте. Ја мислам дека у историја на Македонија од осамостојување до денес немало послаба опозиционерска гарнитура од СДСМ каква што е сега, денес, откако падна од власт, откако изгубија власт. Пуше кој ќе кажат ВМРО правил стратегии, спроведувал стратегии да го руши Социјалдемократскиот сојуз. Зашо да ве руши, бе? Вие сами кој се рушите. Вие сами, човече, зимате и замислете се, седите на една гранка, на некоја појава на некој високо дрво, на гранка седите, наседнати сте, и овој првиот што на почеток на гранкава, што излегува од стеблово, што се разгранува, и тука со пила ја сече гранката, сите седите на гранката, вака сликовито да ви објаснам. Ми сече со пилата. ВМРО вас имал стратегија и ве рушел. Вакви сте за ВМРО, како да ви кажам, копорачани. Вие, они ќе ви го начукаат. Вие, они рагада од позади. Партал. Цвекло, газон. Не знам стварно, еве. Ја само кажем што се шушка низ градов, зад кулиси, зад грмушки. Ваше е да си кажете вистина или не е вистина. Српски свет. Мамени е вавтеј, месеци наназад. ВМРО, српски свет. Српски свет, Вучич. ВМРО, Вучич. Српски свет. Они уидисани со опозицијава српска. Ке ја рушат македонската власт, за да можат после тоа да спроведат оно што не им успеа да го спроведат додека беа на власт. Нема да може. Нема да може у таа црква, наречета српска опозиција, бугарски финансиери, грчка логистика, джабе се крстите. У тие цркви, джабе ви е све. Ете тоа во моево кратко излагање. Се надевам дека што поголем дел од македонската јавност ќе го изгледа ова моје видео и многу работи, уште повеќе работи за вас ќе им станат јасни. А ние останатите што знаеме кои сте и што сте, чекаме да видиме само до кај можете да одите. Уште кое дно можете да го пробиете. Нама викаат после секое дно има ново дно и ново дно и ново дно, тродупло дно, четвородупло дно. Па пробајте до кај можете идете, се шо да ви кажам. Шо би рекле старите, шо пичка роди и држава одгледа, па. Ај чао.